Утрински стихови од Библијата. 21 септември. Неговото име е моето засолниште. Господовото име е цврста кула. Праведникот прибегнува кон него и наоѓа засолниште. Мудри изреки 18:10. Градовите за прибежиште, што ги одредил Бог за својот народ во старо време, представуваат символ на прибежиштето што го наоѓаме ние во Христа. Истиот милостив Спасител, кој во тоа време ги одредил овие градови како привремено засолниште, со пролевањето на својата сопствена крв за престапниците на Божиот закон, обезбедил сигурно прибежиште, во кое тие можат да избегаат за заштита од втората смрт. Не постои сила која од неговите раце ќе ја истргне душата што ќе му се обрати нему за проштевање. Сатаната се труди да не доведе во искушение, за да злото од нашиот карактер се открие пред луѓето и ангелите, и за да може да полага право на нас. Непријателот не наведува на грев, а потоа пред целата вселена не обвинува дека сме недостојни за Божјата љубов. Бог со својата голема љубов тежне во нас да ги развие драгоцените доблести на својот дух. Тој дозволува да се соочиме со пречки, прогонства и тешкоти, но не како проклетство, туку како најголем благослов во нашиот живот. Секое искушение на кое сме се протиставиле, секоја неволја што храбро сме ја поднеле, ни дава ново искуство и не унапредува во делото на изградба на карактерот. Душата, која благодарение на божествената сила му се спротиставува на искушението, пред светот и пред целата вселена, ја открива ефикасноста на Христовата благодат. Единствена заштита против злото е Христос да живее во срцето преку вера во неговата праведност. Поради тоа што себичноста се уште постои во нашето срце, искушението има моќ над нас. Но кога ја гледаме големата љубов Божја, себичноста ни се открива во сета нејзина грда и одвратна природа, и ние копнееме да биде истерана од душата.